Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, кој е кандидат за уште еден мандат, вчера вечер на плоштадот во автокоманда пред повеќе од 1000 граѓани даде јавен отчет. Да се даде отчет пред народот не е само врска, вели Стевковски. Тоа е одговорност, чест и должност да се биде искрен пред граѓаните. 4 години мандат и 670 реализирани проекти. Во секоја населба и село, улица и мало. Секоја ваша подршка и забелешка се мојата мотивација, порача градоначалникот на Газибаба. Првиот човек на општина Газибаба сподели дека според најновиот индекс за активна транспарентност на Центарот за граѓански комуникации, општина Газибаба е рангирана како најдобра во Скопскиот плански регион со 98,6% транспарентност. Ова признание според Стевковски не е само бројка, тоа е силен доказ дека се работи отворено, отчетно и во интерес на граѓаните. Во рамките на културното лето во општина Ѓурче Петров, вчера вечер ѓурчевци го проследија фестивалот Гоце Фест, манифестација што ги зближува генерациите и преку песна им носи радост и дружба. Како што истакна градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски, гласот на уметниците, аплаузот на публиката и искрената атмосфера уште еднаш потврдуваат дека музиката е еден од јазиците што поврзува. Ѓурче Петров покажа традиција. Иднината ја градиме со љубов и заедништво. Се гледаме наредните денови на добра забава и дружење. Културното лето продолжува, најави градоначалникот Стојковски во објава на социјалните мрежи. Жителите на општина Аеродром за прв пат ќе можат во својата општина да вадат лични документи, лични карти, пасош и возачки дозволи. Во новиот објект на полициската станица која е во завршна фаза, информираше денеска градоначалникот на општината Дејан Митевски. Заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски извршивме увид во изградбата, каде што по мое барање ќе бидат сместени и управни служби, со што на жителите на Аеродром ќе им се улесни пристапот до услуги, најави Митевски. Првиот човек на општината посочи дека станува збор за значајна инвестиција, со која општина Аеродром конечно добива репрезентативен објект, каде граѓаните ќе ги остваруваат своите права брзо и ефикасно. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски сподели дека продолжуваат со активностите за подобрување на патната инфраструктура во општината, со што истакна дека асфалтирани се повеќе краци од улицата 500 во Марино. Како што посочи тој, станува збор за 3 краци во вкупна должина од приближно 230 метри, каде претходно била поставена фекална канализација. Првиот човек на Илинден истакнува дека продолжуваат со поголем интензитет во сите населени места, дека ќе работат на унапредување на условите за сообраќајот, зголемување на безбедноста и подобрување на квалитетот на живот на сите сожители. Во паркот на франкофонијата од 19 до 21 септември ќе се одржи првото издание на Стрит фуд пикник под отворено небо. Како што соопшти општина Центар, првото издание на Стрит фуд пикник има за цел да ја збогати културната и забавна понуда на општина Центар, обединувајќи ја вкусната улична храна, музиката и забавата во едно големо дружење на отворено. Во рамки на тредневниот фестивал, посетителите ќе имаат можност да уживаат во 10 штандови со разновидна улична храна, креативни работилници за деца, посебно канче за милениците, социјални игри за дружба и смеа, како и богата музичка програма во текот на целиот ден и вечерна забава, стои во соопштението на општина Центар. Оттаму додаваат дека градоначалникот на Центар Горан Герасимовски и тимот на Стрит фуд пикник ги покануваат сите граѓани, семејства, млади и љубители на гастрономијата да присуствуваат на овој пикник фестивал, заедно да создадеме незаборавни моменти под отворено небо, исполнети со добра храна, музика и дружење. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во